Dobro jutro, majstore. Aj, dobro jutro nekaj. A imaš lepče, koliko sakaš? Lepče ima koliko sakaš. Za fatenje ne zadobme, inače za... Čubo si frlat ujeti. Da, si odmaraš. Da. Ovaj nije teren mnogo kaj što se lovi, ali može da iznenadi nešto. Ajde, Kirija. Тук добро место, а? Sad ga fino mi izgleda, samo koja će ugraju soncevo pojako, koja će rastopi ova pod nas. Čizmi? Imam čizmi, ama работата да можеш по-комотно да си седиме, да уживаме малко ден. На що ке ловим? Сега първо на бело ќе пробаме. Ако ќе ни стан са левот подоцна и на лепче. На лепче, а? Nekako da ga знаеш место на колко е длабочина одма? Не го знам, само предпоставувам за почеток. И ќе видим, одма ќе си каже. А шо ке ловиме? Шо ке ловиме или мешана ке фрескара? Јас повеќе се надевам искрено дека ќе излезе некоја попадика. Иако ете кажува дека тука се моментално извадиле 2-3 бојници од Сабајле до сега. Макар што не ми е интересно некако бојникот. Сега да го баркам, јас поќе ми ракивам на попадиката, ама сега шо ќе дај Господ тоа. Така. Да занимава. Така. Со 2 јадичиња? А? Ајде, викам и јас да го пробам ова, а никогаш не сакам да ловам на 2 јадичиња, затоа што најчесто ми се плеткаат. Меѓутоа, викам да пробам да видам како ловат овие обично скопските рибари, така со 2 јадичиња. Скопска шема, а? Скопска шема, да видим сега. Ќе видим и најверојатно од лабок ке сум, ама ќе си кажеш одма се. Охо, лабок ке сум, че. Малко сум закрил. Шо грамажа тафа? 3 грама? Не, грам и пол. Грамица? Грам и пол давна вода е и јас и не секам со тешки капи да фаќам ако нема. Еве го, еве. А дава ли бојник попадик овај дел овде? Дава попадика, викаш? Овај дел овде каш? Овај цел терен. Цел терен има. Лепче му фрлате од време на време? Да. Да му фрлам затоа. Абе не се до тази леп. Ми кажа, вика, на бели црви јаде. Вика. Не ќе, а? Лепче пуво има. Сега ќе дојдам, имаш лепче да ми даеш тоа? Па пол кило зева. Ќе подели ли? Малце ќе ми даеш, ќе дојде едно пријателче, после ќе... Снимај мајсторе. Ај да, нема, најгава. Шо късмет има лош вака? Како можеше се баре да помислам на тебе, сега тука да
Aman bre, Živi se. da ne si me gledal od sabaj. Zato. Vidjel pred nekoj den, ама Sabari случайно викам, кое место може да биде тоа што си фаќал, не ми текне. Еве, Види сега тука текне. еве го мајсторе. Тој мајстор. Што знае кај сме фаќали. Не, чисто да викам, кај може тоа да биде тоа некаде Миранци, надоле некаде. Не, Дримот е. Каде? На Дрим. На каналот? Дримот, во Струга. Доаѓаш често тука? И како е Коњари? Ти кажам, тоа пред 7 дена, многу. Ама са на водата, почнаа со мрежи, да работи. Але со тоа мрежите. Да. Лежеше вака, но тут също го вземали. Онде.
Majstoре. А? Покажем малко и на нов терен. Да. Бойник. Бойник е? Бойник. Kako vikat, ko si znaju si faće, a? Любов бойник, що ми изненадува за това. Evo parčinja. Мисля дека посети. Opa. Ajde, majstore, ajde. Opa. Здраве да си, ей. Ajde. Ko si znaje? Кај ќе ојци, а тука. Koji si znaje si faća. Истина ме изненади А? крупен бойник. Да. И тоа на јадица 14. На 14. Рочно ставив као за попадика. Баф, машала. Не можем ни јадицата да ме изамочуе малечко. Ajde, pokaži ga da ti potine jedna slika tu. A, така. Браво, майстере. Седам по чуварката, не си јазав. Не си јазил чуварка? Не јазав чуварка. Како бе, да? Дојдовме до чуварка. Машала. Затоа и малечка чуварка зедов. Јас не се надевав дека тука дава некој голем резултат. Машала, машала. На лепче удрие. На лепче? На лепче. Ајде, видиме, майстере, како... Тите, о, мало јадиче. Малечко... Ти за попадика си Јас искаш? за попадика место ставил. Ама нешто не чепка попадиката, ете, или може би подоцна ќе Може подоцна. ќе фати. Да работи. Бойниче, бойниче. Кој ти дава? Да занимава нешто. Така. Да се му се радуваме на денот. Така. Да уживаме мало. На кочење ме се вери? Малко. Малко, а? Нема потреба. Што длабочина имаш тука? Не знам сега, јас се зедов. Скрени, спушти, крени, спушти и не знам што на кој остав. Ама знам дека таа е длабочина. Таа Видите. Мотање, тука е Иванчо. Ладно, тоа ти како да го документираме тоа. Ова не е за едукативна програма. Да? Плюс 18 пише. Ова плюс 18.
Koji je ekspert, bili. Za tutun! Jer će da ne naučat nešto pametno za tutun. Bitka je. Čudna работа, защо не 1000. Сега пати му ставам на едно лепче, на едно било и ги пробвам така. Да видим да не Така ти и удрите, бе? Не ти удри така? Така ме удри, ама на лепчето удри. На лепчето. А църче нарочно оставив заради попадиката. Сега обратно ќе му ставам. Долу бели, горе лепче. Лето, Радован, без едно езеро близу Битола, на грчка страна, Limnokori. Кој мерак со штуки сум ги направил. Тоа е наше село таму, како ги избркале нашите и селото се стои така. Значи, куќите се распаднати и не е населено од грци. Тоа село. А тука главно природно езеро е тоа и главно луѓето што се седеле во тоа село тука се занимавале со риболов. Многу интересно место. Многу интересно. Интересна риба, а? Риба. Црвеноперка да не правам муабет. Крап. Крап има чудо некој во изобилство крап. Кога ловиме црвеноперка, крапови удираат. Не, оваа година само штука ловев на вртење. На блинкер, ја? Да, на кашите, на блинкер. А минатата година црвеноперка ќе ловиме. На еден сат бевме на едно друго место, ветар не ни се погоди времето. И ќе одиме таму. И црвеноперка. За еден сат 9 или 10 крапа извадени. И тоа се по 2 кила крапови. Убавина. Богато е. Ама и ја чуваат многу рибата. Многу ја чуваат. Нема рибокраци така нешто? Нема. И природата ја чуваат, и рибата ја чуваат. Попадика. Сега ќе видам. Скобос. Скобале. На лебот. Добре. Пак на лепче. На лепче. Сендвич барат. Ой, шо бахала. А неколку пати ми удира таму исто као да закачува, а најверојатно не закачува ја турка. Како е, мајсторе? Никако, како. Сега дојдо. И неќе. Шо е риба тоа? Па што знаеш што е работа. А како е оведено вие? Па даваше. Шо даваше бе? Па бојник доста даваше. Горе конјар. Ма бајко има и тука. Само тоа шпадна. Дожд се качи нагоре. И се има по некој. Овде убаво место за мрена, како е со мрена состав?
Па за 2 дена 7 рени извади. И тоа убаво, еве сега саат време. Парлам неќе. Ајде дека не. 11392 пише. Ако добар ден да ја видиме. Да видиме. Должноста ми е да видиме како е, што е. За крај сакаш да таму. Добре, значи исправен рибар. По исправен, малце кисмата, значи за исправен. 2016, добро. Добре. Од исправните рибари. Нема тука. Велете, убав ден. Благодарам. Ајде, здраво, живо. Што правите? Не можеш да запалиш ако немаш риба. Не може да ме познае, вика, пустил бркови. Не те познав, свек. Немам ни да кажам кој. Јас го испитував коренот мој на моето потомство од Д'Артањан, вода мекојажичка. Така, се познава. Да ја закучиш, пошто ти си со две дечки. И на обавезно на од двете едното мора да ти. Ама подолу викаш, не овдека овај. Еве ти го тој дело. Еве, дечкото. таму може кај да шофрова, што да. таа линија ќе го бркаш. Нема унутра ништо да бркаш. Кои места ги контролирате, кај е најпосетено? Па контролираме, моментално е најпосетено овде Катланово, на Пчиња. Рибариве, онака се скоро сите исправни, значи со сите легитимации и дозволи. Меѓутоа излегуваат проблеми малку со тие мрежарите што се од Катланово. Последниве 2-3 месеци имавме и инциденти со нив, затоа и ги пријавувавме во полиција. Значи, проблем тие представуваат не само за нас, туку и за самите рибари, бидејќи не можат од нив слободно да фаќаат риби, слободно да се движат низ реката. Инаку, во овој момент, значи, најпосетено е овде Пчиња Катланово, Пчиња Коњари, значи од горно до долно Коњари. Другите места се потака слабо посетени во моментов, значи рибата е тука. И Што ловат претежно? највеќе бојникот го ловат и попадиката. Значи и сега во овој период овде излегуваат поголеми парчиња, значи и на бојник и на попадика. И кој е по плашката, тие се поспецифични рибари си доаѓа само на плашка фаќање и тоа е. Какви инциденти имате со рибокрација? Па имаме со нив инциденти на ставање и на вадење мрежи, сакаат да бегаат, се расправаат со нас, не напаѓаат дури за да избегаат, меѓутоа до сега некако се справуваме со нив. Инциденти се знае. Недозволен риболов, фрустрирани луѓе мислат ќе се збогатат. Бегаат, зимаат со камења, гаѓаат, го погодија колегава со камен по рака, па му отече, па бевме во полицијата во Петровец, па пријавивме, записници има. Имате ли помош од полиција? Имаме помош колку што можат, но и они имаат многу работа. Ние сами се справуваме, сами законот го знаат сите како се и нас до некаде не е како поранешните времиња. Све е изменето, доаѓа до некој впечаток дека повеќе законски се заштитени рибокраците него ние рибочуварите. Повеќе права имаат они него ние. Ние не смееш ни физички да контакти со нив, не смееш ни Добар ден. Абе се снима господин. Ака, нема проблем, ајде. И не смееш, значи многу работи ние не смееме, они смеат. Ги даваме на судови, ги ослободуваат со судски, имаме одлуки од суд дека се ослободени, делата не биле извршени, јас не можам да разберам некои работи. Кривични закони, ние не сме правници, ние сме рибочувари, рибоконтролори. Додека од страна на риболовците, рекреативци, можам да кажам дека сме задоволни од нивна страна, затоа што во последно време ни помагаат, ни јавуваат, на терен ги има секаде. Поголеми очи од нив немаме. Ние сме, екипа, ако налетаме, ако ни дојави некој, ќе ни дојави,
И тоа. А проблемите ќе се решаваат со тек на време. Прво кога ќе се свестат луѓето дека ова река за сите, за риболовци, рекреативци, не за мрежари. Не може да се збогати човек од риба, може на друг приказки да му кажува. И тоа е. Ја знам, Бистра е водава, што е работа? Бистра е водава, со тоа е неандекуване господин ме вади убаво парче бојник, може да снимиш ако сакаш. Ете го. Значи риба има, риба јаде. Кој си знае, ќе си фати. Ете, убаво парченце додека како што се гледа. Се гледа дека е бојник, еве го и колега во дека ги покажува бојниците. Убав, како не. Абе тоа е, рибата си јаде, рибата си е тука, она со векови бива и ќе си биде. Е и ќе си биде. Дали ова што не работат сепарации? Да, и тоа е вака малце што сега доаѓаме до 100% заклучок. Кога не работат сепарациите, сите реки се бистри, чисти и да ти е мерак да ловиш риба. Кога работат, да не ја гледаш а камули да ловиш риба. Ние во моментот доаѓаме и на Лепенец бевме од Сабајле, од утрински часови, по овие студови, по магли од Сабајле, на Лепенец, таму нема жив рибар. Лепенец е матен. Сега во ова време, апчиња видете, затоа што сме на апчиња почесто и сега не знам тоа како доаѓа до сепарација, дали немаат работа, дали паузираат, али е, сега во моментот е супер. Кога би можеле да се направи нешто од нешто со тие сепарации, ние собиравме и подписи од луѓето и ги предадовме до министерствата, нешто ќе правиме како петиции и ово нама. Свеста кај луѓето е најголем проблем. Тоа е најголем проблем. Некои се посовесни, некои не се посовесни. Тоа е. Ние се трудиме, испаѓаме, идеме, контактираме со самите сепарации, со газите на сепарациите, знаеме и тие се луѓе, и тие сакаат да живеат, и они си работат работа. Со тие добри таложници, што некои, еве, овие се резултати имаат направено неубави таложници, се покажуваат резултати. И секоја година што викаат американците, степ бај степ, чекор по чекор, ќе се доведе во ред. Ја барем така мислам. Добро вечер, ајде Бистро. Почитувани гледачи, тоа беше се за оваа емисија. Бистро и со добар поглед до наредната емисија. Не пропуштајте ја.